partizanina Jugoslavija se patime za oružje, ono milosrdna borba protiv revolučnog neprijatelja, što je porobi naša ta zemlja. Од геополитички и стратешки аспект, Велес и Велешко во текот на Втората светска војна зазема посебно место. Железничката линија Скопје-Гевгелија преку Јазелот, што го представуваше Велес, беше до максимум користено од германскиот окупатор како единствена сообраќајница меѓу Средна и Северна Европа со Медитеранот преку Грција. Од овој железнички јазел се одделуваат железнички линии за Кочани и Битола, што беа користени од окупаторите. Од овие причини, окупаторите во Велес и Велешко имаа засилени контингенти на воено-полициски и други сили. За натамошниот развиток на народно-ослободителната борба во јануари 1942 година, од составот на Месниот комитет на Комунистичката партија на Југославија беше издвоен составот на Окружниот комитет на Комунистичката партија на Југославија со секретар и на двата комитети Страхил Гигов. Во овој период постои воен штаб во состав Милан Сланев, Димче Мирчев, Аце Кошулчев, Јовче Матев, Трајко Капчев и Стојан Крстич, кој подосна преминува во Дражиџевото движење. Во февруари и март 1942 година беа одржани повеќе состаноци на војниот штаб, познати како февруарски состаноци. Со учество на Мирче Ацев и Страшо Пинџур беа разработени низа прашања и донесени решенија од значење за разгорување на вооружената борба. За ова придонеси и политичката расположба во градот, настаната по штрајкот на учениците во Велешката гимназија во март и демонстрацијата на жените во мај 1942 година. Како главни воени бази на вооруженото движење беа определени реоните на селата Горно и Долно Јаболчиште и Азот, а како помошни реонот Клепа и селото Рудник. Во првите месеци на 1942 година, во овие реони организационо-политичка дејност развиле и легалците од градот, подготвувајќи ги споменатите подрачја за идни бази. Согласно директивите на Покраинскиот комитет на Комунистичката партија на Југославија за Македонија од март 1942 година, во првите денови на април дефинитивно беше одлучено да се формира партизански одред. Првата група составена од илегалци веќе на 21 април стигнала во една од порано избрана пештера под планинскиот врв Лисец во регионот меѓу Скопје и Велес. По оваа група во наредните денови дошле уште неколку групи борци. Партизанската единица била формирана така што командант станал Борис Станевски, а политички комесар Димко Митрев. Од првиот ден по доаѓањето на Лисец, одредот заживеал како вооружена партизанска единица. Во состав на одредот беа влезени борци од Велес и Велешко, од Скопје, Куманово и Кавадарци. Во свечена расположба, пролетерот од Велес Димко Митрев го прочитал текстот на партизанската заклетва, а борците возбудено го повторувале. Ние, народните партизани на Југославија, се патиме за оружје во немилосредна борба против револучниот непријател, што ја пороби нашата земја. Потоа комесарот на одредот во својот говор пред борците укажал на тоа дека за да се вооружи понатаму одредот ќе треба со борба да се одзема оружје од окупаторот.
Во текот на интензивните воени подготовки и организационата работа во селата, одредот заробил 2 бугарски војници. Тоа бил повод бугарскиот окупатор, кој и пред тоа имал податоци дека постои партизански одред, да презема акција со воени сили. Така, од 12 до 14 јуни 1942 година, еден конјички ескадрон од конјичкиот бугарски полк во Скопје, придружен од мобилизирани селани, шумари и полиција, приоѓајки кон Лисец во 3 колони, го пребаруваше реонот на Лисец. На 14 јуни, околу 17 часов, окупаторските војници се доближиле до позициите на одредот. Тогаш беше отворен оган врз окупаторите. Војниците беа принудени да се повлечат, но наскоро нападнале пак. И уште неколку пати потоа биле принудени да отстапуваат. Сепак, надмоќноста на окупаторот била повеќекратно поголема. По неколку часовна борба, одредот се повлекол без загуби. Непријателот имал ранети, меѓу кои командирите на двете колони. Борбата на Лисец представуваше големо охрабрување за партизанскиот одред, за неговата способност, иако недостатно вооружен, да може да му нанесе загуби на окупаторот. Во април месец, додека едни борци биле упатувани на Лисец, други се прибирале во Азот. За прифаќањето на борците во Азот голем удел имале учителите Стоилко Ивановски и Трајче Петкановски. Меѓу другото, партиската организација од Велес, уште во 1941 година, работеше на организирање воени комитети во Азот. За оваа цел, зимата 41-42 година, е искористен и Мицко Козар, борец од Прилепскиот партизански одред, кој илегално престојувал во Азот. Начело на партизанската единица во Азот беше избран Мицко Козар како политички комесар и Перко Андреев како командир. Во истото време беше формирана и партизанска група кај село Рудник. Меѓутоа, местниот воен штаб оваа група во мај месец ја упатил во одредот на Лисец. По борбата на Лисец, борците на Велешкиот партизански одред од реонот на селото Јаболчиште преминуваат во Азот и се доаѓа до соединување на силите на одредот. Велешкиот партизански одред од втората половина на јуни до крајот на јули престојува во планинските реони на селата Габровик, Ореов дол и на Вртешка, кај село Крива Круша. Во овој период партиската организација и војниот штаб од Велес работеа интензивно на прибирањето нови сили за одредот, на неговото поврзување со селските тајни комитети, на снабдување со оружје и друга воена опрема. Сето ова со цел одредот да действува самостојно и да не се раководи од градот. Во јуни 1942 година, во склопот на политичката дејност на одредот спаѓа и одржаното советување на тајните комитети на селата од Азот. На советувањето беа донесени мощни значајни заклучоци за развитокот на народно-ослободителната борба во Велешко. Тие имаат револуционерен карактер, во тоа што на тајните комитети им се дава задача да ја преземат функцијата на органи на народната власт. Селаните беа опатувани за своите тековни проблеми, да им се обрнуваат на тајните комитети и да игнорираат бугарската власт. Во втората половина на јуни 1942 година, во Велешкиот одред пристигнаа Мирче Ацев и членовите на Покринскиот оперативен штаб Трајко Бошковски и Киро Крстески. Тие денови во базата на Вртешка, близу селото Крива Круша, беше извршена реорганизација на одредот, при што беа формирани две чети.
Тогаш на одредот му е ставено во задача на 2 август, ден на Илинден, да отпочне со вооружени акции, каква што задача имале и другите одреди во Македонија. Меѓутоа, од објективни причини, планираната акција на полициската станица во село Лисиче на 2 август не била извршена, па двете чети на одредот заминале во различни реони на дејства. Придржувајќи се за тактиката на окупаторот да му се нанесуваат штети од секаков вид, една партизанска група од одредот околу 25 август извршила акција на телефонските линии на железничката пруга кај селото Богомила. Беа исечени 16 бандери. Како последица на акцијата, железничкиот сообраќај меѓу Велес и Прилеп бил во прекин 1 ден. Мощна и значајна акција дел од одредот изведе на 28 август во селото Крива Круша. Беа заробени и разоружени 4 представници на окупаторската власт и изведени пред Народниот суд. Пред на собраните селани на окупаторските заробеници им беа изречени предупредувања и им беа дадени наредби да ја напуштат службата. Се одржа митинг, а по митингот веселба во која се вклучи и борците. Потоа со запленетото оружје борците се упатија кон Габровската планина. Неколку дена по доаѓањето на одредот во Габровската планина пристигнала и група партизани од Прилепскиот партизански одред, меѓу кои некои од преживеаните борци во борбата со бугарската војска на планината Мукос. Наредните денови пристигнале Мирче Ацев и Страшо Пинџур, членови на главниот штаб на Народно-ослободителните партизански одреди на Македонија. Тогаш, поточно на 22 септември, беше извршена реорганизација на Велешкиот одред и група борци од Прилепскиот одред. На свеченоста се прочита наредбата за именување на штаб на одредот во состав Мицко Козар, командант на одредот, Трајко Бошковски, политички комесар, Димче Мирчев, заменик на командантот и Благоја Ѓорев, заменик на политичкиот комесар. Реорганизираниот Велешки одред го добил името Димитар Влахов. Со формирањето на овој одред се спроведуваше концепцијата на главниот штаб на Народно-ослободителните партизански одреди на Македонија за окрупнување на партизанските единици и нивно оспособување за дејство. Одредот го сочинуваа 4 чети, од кои 3 велешки и 1/4 прилепска, што веднаш по таа свеченост заминала на прилепски терен. Првата чета со командирот Оде Бисин и комесарот Јовче Матев како реон за дејство го добила подрачјето на левата страна на реката Тополка па се до Скопје. Покрај повеќето акции што ги презела првата чета од Велешкиот одред, секако најголема акција и е нападот на бугарската општина во селото Горно Количани на 10 километри од Скопје. На 11 октомври 1942 година, на годишнината на Народното востание во Македонија, четата во 3 колони тргнала во јуриш на бугарската општина. Пред налетот на четата, одбраната на селото составена од полицајци се разбегала. Беше заробен кметот и приведен во општината. Од оружјето беа запленети 18 пушки берданки со муниција, 2 пушки маузерки, потоа полициска облека, 2 машини за пишување, 1 преса, канцелариски материјал и друго. Одржан е митинг со селаните, а кметот изведен пред Народниот суд. Акцијата имала мощен силен политички одзив во поблискиот и поширок регион на селото. Окупаторот во септември и октомври ја продолжува својата офанзива. Единиците на 56-тиот Велешки пешадиски полк ги претресуваа планините и вршеа терор на населението. Под удар на окупаторот паднаа и селата Горно и Долно Јаболчиште. Од зверените бугарски војници, рано наутро со кундаци ги истерале селаните од куќите и ги собрале на сред село.
се барало од селаните да го кажат местоприбивањето на партизанскиот одред. На стариот Изет Љатифов, еден од желатите први му е пресекол едната нога и ја фрлил во запалената плевна. Меѓутоа, Изет Љатифов не кажал ништо. Следната жртва беше селанката Битула, која со дете в раце била избодена со ножеви. На тој ден, 7 населани од Долно Јаболчиште ги загубиле животите, но одредот не беше провален. До здружување со првата чета, третата чета од одредот Димитар Влахов извела повеќе самостојни акции. Но раководството на четата посебно значење придавало на планираната акција врз бугарската општина во селото Чашка на 29 септември 1942 година. Околу 18 часот, додека четата се приближувала кон селото, беа определени ударните групи за напад на општината, за ликвидирање на соработниците на окупаторот, за заседа околу селото и за напад на железничката станица. Групата што извршила напад на општината запленила поголем број пушки, а архивата ја запалила. Во исто време на другиот крај од селото започнала борба. Контрачетникот од селото, наречен Војводата, давал отпор, но наскоро борбата стивнала. Соработникот на окупаторот успеал да избега. Утредента во селото Чашка дошла бугарската војска, но не навлегла во планината во потрага по четата. Во Мокренската планина, каде што четата по акцијата се повлече, придојдоа нови борци, меѓу кои Трајче Петкановски, Нонча Камишова, Маца Овчарова, Благој Каджалева, Невена Георгиева и други. Веднаш потоа целата чета влегла во селото Мокрени, радосно дочекана од сите селани. Повлекувајќи се пред надмокниот окупатор, распрснат низ селата во Азот, четата заминала кон селото Црешево. Тука се сретнала со прилепската чета. Предводени од Мирча Ацев и Страшо Пинџур, двете чети извршиле напад на окупаторот во селото Десово, Прилепско. Веќе наредниот ден, двете чети се одделуваат. Во текот на бугарската војно-полициска офанзива во октомври месец, окупаторот спровел масовен терор и злосторства во селата на Азот. Селата беа блокирани, а селаните, мажи, жени и деца, беа собрани насред селата и тука претепувани. Во тие октомвриски денови 16 населани активисти од селата во Азот беа доведени во местноста Сеченица, кај селото Богомила, и тука искасапени, а некои живи закопани. Реонот на дејство на втората чета на одредот Димитар Влахов беше местноста Клепа. Таа представуваше мощне тежок терен за дејствување, посебно на есен и зиме. Наспроти природните тешкотии, на четата и помагал и ја заштитувал народот, па таа сепак можела да развива оружени дејства. Така втората чета извела повеќе акции, а во меѓувреме извела марш до селото Ваташа и Кавадарци со цел да прибере некои легалци, а потоа се вратила во реонот на селата Војница и Крајници, Велешко. Во крајот на октомври, четата се подели на 3 групи, за да може полесно да дејствува во зимски услови. Едната група заминала за село Степанци, а другите две останале како целина. Четата од реонот на Клепа се упатила кон Вртешка во планината кај селото Кривакруша. Во време на маршот извела акција во селото Витанци. Пробивајќи се низ полициски воени блокади, загинал кај Ново село во борба со полицијата заменикот на политичкиот комесар на одредот Благој Ѓорев, а еден борец бил заробен. Тогаш четата се враќа во Војничко. Меѓутоа, продолжувајќи офанзивата, окупаторот доведува нови и ги засилува постојните полициски единици во селата. На 17 декември 1942 година на четата ли била наметната борба. Користејќи ја густата магла, окупаторските сили успеале да се приближат до Војничката пештера, каде што се наоѓал еден дел од четата. Пештерата беше целосно обкружена. Започнала борба во мощни неповолни услови за партизаните. Непријателот ја обсипал со оган пештерата од сите страни.
Прифаќајќи ја борбата, борците убиле еден офицер и еден полицаец. При стивнување на покотницата беше извршен пробив со фрлање на бомби меѓу непријателските сили. Четата се развива во групи и се распрснува во разни правци. Една од групите наишла на полициска заседа. Тогаш загинуваат Анде Кошулчев, Благоја Јанушев, Родна Ивева, Стојан Јаневски и Трајче Панов, а Нада Бутникошарева, ранета, се извлекува, но подосна е пронајдена од окупаторот и убиена. Другите групи продолжиле кон селата Драдња, Ресава и кон Кавадарци, каде што се задржале подолго време, за да се вратат пак потоа на Велешки терен. Покрај повеќе мали акции, издружените сили на првата и третата чета на 7 ноември извеле акција во селото Лисиче. Целта на акцијата била да се ликвидира полициската станица. Четите поделени во групи, маскирани како дрвари со натоварен добиток, од повеќе страни се приближувале кон селото. Меѓутоа полицијата имаше поставено заседи. Таа отворила оган на четата. Започнала борба на сите страни, особено силен отпор бил даван од полициската станица. Се тргна на јуриш кон участокот, но изненадувањето не успеало. Во борбата загинаа 2 борци, а еден бил ранет. По повеќе часовна борба беше одлучено четите да се повлечат во правец на село Дреново. По неколку во меѓувреме помали акции на Сдружените сили на првата и третата чета од Јаболчишко се упатува кон село Нежилово, во чиј реон биле создадени бази, кај Нежиловските пештери. По неколку дена, четното раководство одлучило да изврши акција во село Папрадиште на 4 декември. При тоа дошло до вооружен судир со контрачетата, што броела 20 луѓе. По неколку часовна борба, четното раководство одлучило да се изврши повлекување од селото. Наредниот ден, на Солунска глава, повторно започнува борба меѓу контрачетата и полицијата со партизанската чета. Во таа борба загинува Невена Георгиева Дуња. Окупаторите на убиената Невена ја одсекле главата и на стап ја носеле низ селата во Азот и во Велес. Борците се нашле во мошни тешки зимски услови, преморени, гладни и премрзнати, без врска и водичи, во периодот кога во селата и во Велес се вршат масовни затворања. Покрај другите во овој период, паѓаат во рацете на полицијата и Мирче Ацев и Страшо Пинџур и ги губат животите. Од редовите на четата во рацете на полицијата паднале неколку борци, а останатите се повлекле во реонот на село Десово при Лепско. Во меѓувреме првата чета во ноември-декември 1942 година се движи во реонот на планината Бреза и врвот Лисец и врши низа поголеми и помали акции. Против првата чета на одредот во местноста Албаница, окупаторот организирал акција со полиција, војска и контрачетници. Обкружени од сите страни, борците ја прифатиле борбата, но наскоро штабот дошол до заклучок дека треба да се напушти базата. Четата извршила пробив на обрачот и преку селото Палиград стигнала до селото Црвена вода, близу Скопје. Тука се поставило прашањето каде понатаму. Се одлучило четата да се подели на групи што ќе заминат во Кавадаречко, Штипско и Кочанско и Кумановско. Првата група, поаѓајќи од Рамни Габер, успеала да се пробие до река Црна. Следено од окупаторските војски што ја презеле воената иницијатива, групата водела неколкудневни борби до средината на јануари 1943 година во реонот на Клепата. Во овие борби биле заробени 2 борци, кои потоа во Велешката касарна биле убиени со камења. Група борци, предводени од Трајко Бошковски и Димче Мирчев, се упатиле преку Зелениково кон Кумановско. Меѓутоа, водичот ги одвел право кон полициската станица. Во студениот јануарски ден, чекајќи го моментот за преминување преку реката Вардар, групата партизани забележала дека се опколени од окупаторските сили. Кај Кадина река, партизаните биле принудени да прифатат борба со околу 40 пати понад моќниот непријател. Оваа нерамна борба е позната како Зелениковска борба, во која партизаните пројавиле надчовечка храброст. Во оваа борба загинал еден борец, а 2 биле ранети.
Под закрила на ноќта, партизанската група се извлекла од обрачот, упатувајќи се преку село Градец кон Добрино. Наредниот ден борбата продолжила кај Добрино. Пред надмоќниот непријател, борците биле принудени да отстапат во правец на село Ырлевци, односно кон Велес. Во овие борби биле ранети повеќемина, меѓу кои и Маца Овчарова, која наредниот ден била заробена и жива закопана. Во овие борби загинале Трајко Бошковски, Благој Кирков и други борци. Јануари 1943 година бил судбоносен и за групата што заминала за Куманово. Партизанската единица беше прифатена од организацијата во Куманово. Во текот на повеќедневниот престој во градот, врска со Скопска Црнагора и со партизанските одреди не била воспоставена. Затоа намалената партизанска група се вратила во Велешко. На 10. јануари 1943 година, во местноста Речани, 5 мина борци од групата биле обкружени во една колиба од единиците на 56-тиот полк од Велес. Во нерамната борба загинале двајца, а заробените тројца биле потоа убиени. Борбите на најбројниот партизански одред на Македонија во 1942 година, Велешкиот партизански одред Димитар Влахов, стивнале. Беа дадени скапи жртви, а повеќемина паднале во рацете на окупаторот. По групи во разни места останале борци војачи од околу една чета. И покрај загубите, политичкиот и војничкиот успех се мощне големи. Иако борбите стивнале, окупаторските посади останале во селата, училиштата и натаму биле затворени и до крајот на учебната година, па и до крајот на окупацијата, а административната власт разбиена. Народот и во најкритичните моменти без разлика на националност им давал широка помош на припадниците на одредот. Од редот на борците на Велешкиот партизански одред Димитар Влахов, за народни херои се прогласени Благој Страчков и Димче Мирчев.